функцијата на пратеникот Јордан Пачков. Кажете ми што сакате да му порачате? Вака, прво би потенцирала, гледате каква држава смо. Значи, полицијска држава не нам е удостоено ни да протестираме како што валја и треба, иако нам е најавен протест. Еве едно извинување до сите овде што се жители во зграда, ама ми смо приморани на овакав чекор, значи да протестираме. А на господина Пачка ќе му порачам да не се игра со животи на стечајни работници, него да си ги остави партиски интереси и малко да засуче рукави и да се зузне за оваа категорија на работници. Има право како пратеник и он да гласа за оваа категорија на работници и да исправи грешку коju го направи самиот премиер, а не да ќути. Он е изаберен од народ и треба за народ да се бори, а не за партиски интереси. Ако му е дража фотелја, нека седи, нека ќути, ама нема више пратеник. Сакам да порачам и на господина премиера, да не е касно, да предлог закон може да го смени, да се обештети сите 6000, значи стечени работници, да престане овај голгота и овој одење по улици. Ако не го направи тој, ќе биде суочен со социјални немири, ќе биде суочен со шатори пред влада и ќе биде суочен со порадикални мерки од страна на стечени работници. Од Гуманово има уште еден пратеник. Да, имамо уште 2-3 пратеника. Меѓутоа, ќе одиме сега од господина Стојковиќа Ивана, зашто и тој е исти како Јордан Пачков, и тој не се залага, значи, за наши барања, така што еве ќе му посакаме добро дојде за Свети Саву да нас скина njega, за да му кажеме и на njega дека и он има право како пратеник да сугерира и да предлаже и да се заложи за оваа категорија на работници, а не да дели и да соделуе во делбу на стечени работници. Така што, еве сега кај него ќе одиме, а веќе во среда или четврток ќе се оди пред пратеникот Дуј. Така сите ќе ги посетиме, дека постоиме и дека треба да се обештетиме и зашто 3000, а нема да биде ли 300 обештетени, зашто не се обештети сите 6000 и да престане овај голгота и овој одење по улице, како што реков. Ако веќе затвара стечајни поступки влада на Република Македонија и ако има право да ги продава наше фирме, а по стар закон најголем доверител е управо стечајен работник. Еве му шанса на господина премиера да се премисли и од тие средства да си префрли паре на оваа категорија на работници. Значи, од наше фирме за нас. Ако не го направи тој, значи нема право ни да не вика дека смо приватни или овакви или онакви. Ние сме стечајци и не сме виновни што смо пострадали за време на транзиција и си даваме право по член 32, по член 1 од Устав на Република Македонија како социјална држава е душав како премиер да не сгреши. Ја имам до премиер да го реши овој за сите стечајци. И сега он, како што викаше, не мора по 7000 да дава. Нека даде на сите по 5000, али овој закон што е. 15 години работен стаж, минимум да има жени 50, мажи 53 години. Искочено од технолошкиот електрана Скопје. Законот не ве фаќа. Па не знам, ќе видиме законот дали ќе не фати, дали не, пошто акционерско ништо, а ми сме технолошкиот државна фирма, ми сме извезени во 2009 година, март месец така нешто. Сега, што да кажеме, исто ми е како се приклучив на овие во стечајците да видим нешто е, кога јас сум 2 години, тука сум нив, не знам што ќе биде. Не знам стварно да овој закон дали ќе отпати, дали не. Не знам. Очекувате ли да се предобмисли владата? Дека очекуваме. Ако се прифати овие наши барања, ќе ги поставува Лилјана и господин Алио. Дека мислам дека би требало, пошто и ние сме истерани од државна фирма. Ево поручам на господа Корецки, наради Лилјана. Ако смета Лилјана на нас, смета. Ми одмah ќе га трнемо да га дава на овие луѓите. Он вика и Пачко и Јордан. Вика се Лилјана така си со вас нема да дава. Он ако смета, ми ќе га трнемо njoma и не га дава на тие другите. Значи он да га продава фирмата, а овие луѓето што да работи? Фирма на тие луѓе, он не направи ни Корецки, ни Пачко, ни никој. Ми се направи тој. И собраните и владата. Он да не игра со живот.